мои пријатели, повторно се наоѓаме и ова утро кај нашиот домаќин ресторанот Джино во градскиот трговски центар во Скопје. Денеска ќе приготвуваме едно интересно јадење, типично италијанско јадење, но пред да кажам за кое јадење станува збор, јас би сакал да ви раскажам уште нешто малку за италијанската кујна, односно една мала гурманска приказна за се она што значи италијанската кујна. Италијанската кујна не е како нашата кујна. Не е со темелно готвење на продуктите, не е кујна која што има масни, солени и тешки јадења. Италијанската кујна е пред се кујна со многу сокови, со многу бои и со многу свежина. Инаку историјатот на италијанската кујна потекнува уште од римското време. Римјаните, како римско царство, уште од античко време, ја имале таа можност да ги имаат сите оние продукти кои што буквално постоеле на пазарот во тоа време. Значи сите пазари, сите патишта воделе кон Рим и таму се носеле од најпознатите зачини што доаѓале дури и преку океанот, значи од Индија, па се она што значело домашно, нешто што растело во самите ниви или во околината на самиот Рим. Од таму потекнува основата на италијанската кујна. Многу битно е да се каже дека италијанската кујна исто така голем преврат во она што значи денеска и во она што представува денеска направила за време на Ренесансата. Онаа позната Ренесанса, оној познат преклоп на времето и на ситуацијата што се случувала во историјата, значи кога уметноста и убавото дошло во своето наличие и го зафатило целиот општествен простор. Оттаму сакам да кажам дека италијанската кујна посебно го освоила светот во 70-тите и 80-тите години од претходниот век, значи од 20-тиот век. Таа станала позната наширум во светот, но за незината популарност најголема заслуга имаат американците. Значи американците ја популаризирале буквално насекаде. Дали поради тоа што има многу италијанци со многу американци со италијанско потекло или многу италијанци во Америка, таа кујна станала една од првите во американските ресторани. Можеме исто така да кажеме дека буквално една од земјите која што ја прифатила италијанската кујна е Јапонија. Јапонија е земја во која што италијанската кујна е заедно на пиедесталот, заедно со традиционалната јапонска кујна и тука се води борбата за приматот, кој ќе биде подобар. Денеска ќе одиме во кујната и заедно со мојот пријател Чедо, значи во ресторанот Джино, ќе приготвиме едни прекрасни њоки со ракчиња, односно традиционален италијански рецепт. Се гледаме во кујната. И драги мои пријатели, еве сме во кујната на ресторанот Джино, повторно и ова утро со нас веќе телевизиската звезда Чедо, маестро, готвач од Джино. Како си ми, Чедо, ова утро? Одлично. Одлично. Јас имам обичај секој утро да те прашувам како си, мора да се грижам за тебе. Да, нормално. Да не си ти, нема да има гурмански приказни. Нели? Што ќе готвиме ова утро? Њоки. Њоки. Со ракчиња. Моите сакани њоки со ракчиња. Да. Значи тоа се оние опашки да. Опашки од ракчиња. И генерално ова е убав медитерански рецепт. Оди на онаа друга страна, нели ова што е со крем њоки, се со крем њоки со сирења, но ова е онаа друга страна кај што иде со домат, каде што оди со домат, односно доматот како едно како буквално јаболкото на Италија што го велат. Што ни е потребно за овој рецепт? Значи за овој рецепт ни е потребно ракчиња. Добро. Маслино масло со лукче. Рендано лукче, така? Рендано лукче. Тоа е Макдонос. Вашата финта што би рекол јас. Да. Домат. Прелат. Конзервиран патлиџан. Конзервиран патлиџан, тоа се оние прелати. Прелати, да. Прелати, окей. Вино, павлака. Бело винце? Бело вино, да. Добро. И нашите домашни њоки. Домашните њоки што кажавме во една друга емисија дека им е потребно околу 10 минути отприлike. До 10 до 15 минути, да. Да ни ги приготват од сабајле, ни ги приготвија. Ова е неутрална павлака. Неутрална павлака, да. Добро, и нејзе ќе ја користиме. Нормално. Како оди сега редот на нештата, што треба да направиме прво за да почнеме нели со њоки? Значи прво треба да почнеме со масленото масло и лукчето. Добро, повели. Значи јас го ставаме на загрејан тава. Добро. Го ставаме малце да се пропржи.
Добро. Потоа одиме со магданос. Магданос. Меѓувремено ги ставаме. Можеш слободно да ги њоките. ставиш њоките. Нели, нека се варат во солена вода, да повториме, водата мора да ви биде зовриена и потребни им се околу 4 минути. 4 минути. Значи, она време за кое што ние ќе го подготвиме Сосот. сос. Сега одиме со ракчиња. Добро. Така. Што би рекле нашите јужни соседи, браво! Браво! Сол. Сол, наша сол. Бибер. Или како е таа ваша? Наша е. Наша, домашна. Од дома си ја земавме, да. А биберот ваш ли? Наша, ама од Котани. Ајде сега бело вино. Бело вино. Вино бјанко. Вино бјанко. Така. Њоките, веројатно уште половина минутче. Нормално да уште малку се готови. Ева, Джино, многу сте ми прецизни тука. Некако Значи, гледам италијанската кујна. се е во секунди измерено, се е буквално точно на време. Значи, Ама оди спонтано. Да, значи вака. Италијанската кујна Добро. за пастата. Значи, стварно има одреден временски период кога треба готова, кога не. Значи, шпагети на самото пакување на шпагетите си пишува дека се варат 8 минути, маштичките дека се варат од 10 до 12 минути. И се придržуваме строго до тоа. Строго. Одлично. Значи, ставивме сега превадот. Њоките Добро. се готови. Добро. Ги ставаме во нашиот сос. Одлично. Сето ова помешуваме. И сега може павлаката. Така. Значи павлака не се става во голема количина, се става Многу малку. многу малку, само да ја поврзе смесата. Така, за да ја врзе смесата. Колку прекрасно се добија фантастични бои на самото јадење. Нашата паста е готова. Готова. Може да се спремиме за сервирање. Ете, така, јас малку ќе тргнам. Значи, тоа е таа салца роса, тоа се тие њоки со ракчиња. Њоки со ракчиња. Кажи ми, дали ова јадење има доста негови приврзаници во ресторанот и во долгогодишното ова твое работење на база на италијанската куќа? Значи не можам да двојам ни едно јадење, значи сите јадења не се варани, сите. Така. Значи секој, се зависи по вкусот и желбата на гостинот, дали денеска дојден за морска храна, дали дојден за сирење, дали дојден на пица, за месо, така да. Значи у глобала нема некој јадење во нашето меню што не е барано. Така, значи њоките со ракчиња се доста барани, Доста барани, тоа со го лесна кажавме. храна е. Лесна храна е, видовте што се треба да се значи да се стави во нив и како лесно се приготвуваат, ви се потребни само 5 до 6 минути и сега морам да ви кажам дека доколку сакате да го видите овој рецепт повторно, гледајте го значи во репризата или гледајте го на нашата веб страница www.običniludje.com.mk, а таму ќе најдете информации за ресторанот Джино, значи одредени сликички и за се она што го работиме како гурмански приказни. Јас и мојата прекрасна екипа од 10 луѓе кои што моментално се тука околу нас и нели ни досадуваат за да ова биде така добро уснимено. Се гледаме во одјавата. И драги мои пријатели, што да се каже, еве не и утрово во одјава во ресторанот Джино. Сонцето што туку изгреа и буквално со својата светлина го обви целиот ресторан. Луѓето веќе се раздвижуваат, се подготвуваат. Разни видови на доручеци, се она што луѓето го прават со утринското кафе. Но јас заедно со мојот домаќин, со маестро Чедо, приготвивме едни прекрасни њоки со ракчиња и јас ќе си дозволам да земам еден залог со кој што буквално ќе го отворам и мојот, а и нашиот и вашиот ден. Ова е навистина прекрасно. Јас ќе се напијам, иако е рано утро, малку црвено винце.
одговара со денешниот ручек. Се гледаме повторно утре.